see a date which tends not to be the right one. And there are some Почитуван министер Аксел Ахмедовски, почитуван министри, пратеници на Собранието на Република Македонија, почитувани градоначалници, почитувани политичари, почитувани представници на медиумите, почитувани представници на граѓанскиот сектор, почитувани пријатели и соработници, добро дојдовте на комеморацијата на денот на Холокаустот, 2 август. Покрај мощното значење датумот во историјата на ромите, исклучително е периодот на Втората светска војна, 2 август. Се запаметува како најцрн за ромите. Имено на 2 и 3 август 1943 година, така наречениот фамилиарен ромски камп, канцеларискиот фашистички камп Аушвиц, Биркенау. 2897 роми и синти беа запалени во крематориумот во истиот овој камп. Пред да започнеме со официјалниот дел од нашата комеморација, сакам да ме замолам да станеме и одадеме едноминутно почит кон нашите загинати. Слава им. Благодарам. Комеморацијата на денот на Холокаустот официјално ќе го отвори господинот министер без ресор, господинот Аксел Ахмедовски во владата на Република Македонија. Потоа ќе има свој излагање господинот Силхан Саитов, менеджер на Рома Верзитас Македонија, пред сеќавањето на геноцидот на ромите од Втората светска војна, господинот Срџан Амет, ќе проследиме кратко видео проекција. А настанот ќе го затвориме со поезија од страна на студенти на Рома Верзитас. Комеморацијата на Холокаустот на ромите во Република Македонија, организиран од страна на министерот без ресор, господинот Аксел Ахмедовски, во владата на Република Македонија и Сдружение на граѓани Рома Верзитас Македонија и поддржан од владата на Република Македонија. А сега, дами и господа, го повикувам господинот Аксел Ахмедовски. Повелете, господин. Благодарам. Почитуван пратеник, господине Самко Ибремовски, почитувани представници на дипломатскиот кор, ваши екселенции, Томас Хербрих, Милан Јазбец, Ваутер Пломб, почитувани представници на меѓународната заедница, господин Джеф Голштейн од ОПСЕ, почитувани гости од соседството и регионот, почитуван пратеник во Собранието на Република Хрватска, господине Велјко Кајтази, почитуван директоре на Агенцијата за човекови права и права на националните малцинства на Република Хрватска, господине Алин Тахири, почитувани представници на невладиниот сектор, почитувани медиуми, почитувани гости, почитувани дами и господа. Дозволете ми најпрвин од моје лично име, од името на мојот кабинет и од владата на Република Македонија да ви се заблагодарам за одвоеното време за денешното ваше присуство на овој комеморативен настан. Денес го одбележуваме 2 август, Европскиот ден кој е посветен на жртвите на геноцидот извршен врз ромите за време на Втората светска војна. Европскиот парламент на 15 април 2015 година ја усвои резолуцијата со која го признава историскиот факт за геноцидот врз ромите кој се случи во текот на Втората светска војна и донесе заклучок 2 август да биде Европски ден кој ќе биде посветен на сеќавањата на жртвите на геноцидот извршен врз ромите во текот на Втората светска војна. Оваа резолуција е резултат на работата на многу ромски активисти и организации
кои што повеќе од 70 години се борат за судбината на ромите, како и со правото да бидат вклучени во европската историја. На 2 август 1944 година 2897 постари мажи, жени и деца, припадници на синти и роми, во така наречениот цигански камп во Аушвиц, Бирхенау во Полска, беа убиени во гасни комори. И не само Аушвиц, тука се и Јасеновац, Требринка, ќе ми извините на емоциите, Матхаузен, Дахау и уште 80 логори на смртта, во кои били убиени 6 милиони евреи и околу половина милион роми, словени и противници на нацистичкиот режим. Конечниот број на убиени роми не се знае, поради тоа што има недостаток на податоци и историска аргументација, но сигурни сме дека е многу поголем бројот. Како и денес, многумина од нив немале лична идентификација и многу често биле броени само како трупови без потврден идентитет или по број на вагони донесени во логорите на смртта. До крајот на војната се смета дека големината на ромската популација е намалена на само 20-30% од она што било на почетокот. Од тие причини, во целото тоа историско внимание околу геноцидот од Втората светска војна, најмалку се знае за Параимос, односно ромскиот холокауст, кој во интернационалната литература истиот термин може да се најде како самударипе, што на ромски значи масовно убивање. Во историјата на човештвото има многу геноциди кои се случиле врз ромите. Светските истражувања потврдуваат геноцид уште од времето на светиот римски император Максимилијан I, познат како крал на германците. Во тоа време имало наредба до сите цигани да ја напуштат територијата на Германија до Великден 1501 година. Сите роми кои останаа по тој рок биле прогласени за одметници и можеа да бидат фаќани и убивани од секого. Понатаму геноцидот продолжува во други европски држави, како што е Франција во време на владењето на Луи XII, Франсуа I, Чарлс IX, Луи XIV, каде имаме масовен прогон, апсење и праќање со галии без судење и убиства, без одговорност за извршени така наречени злосторства врз така наречените цигани. И во таа низа на прогонства и геноцид не изостануваат ниту Шведска, Холандија, Англија, Шпанија и Австро-Унгарската империја. Но ако е тоа подалечното минато, според различни истражувачи од 20 век, 20 век е наречен како век на геноцид. Токму во тој период е и нацистичкиот геноцид, кој има своји карактеристики, ако е пропратен со употреба на повеќе напредни технологии, системски пристап за мапирање и елиминирање на цели популации, употреба на гасни комори, учество на разни европски сили истовремено. По ослободувањето на Европа од национал-социализмот, геноцидот врз ромите речиси бил целосно потиснат од јавната меморија. И тоа како во западниот свет, така и во комунистичките држави во Источна Европа. Почитувани министри, почитувани присутни, не смееме да ги заборавиме овие неописливи злосторства што се случени врз ромите. Посебно во младите генерации треба да знаат и да ја разберат целата оваа ромска трагедија. Прогонот и дискриминацијата немаат место во Европската унија. Сеќавањето на грешките од минатото ни помага да ја изградиме Европа врз основа на нашите заеднички европски вредности. И сите треба да живееме едни со други, а не едни до други. А ромите треба да бидат заедно со сите. Една од причините за постоењето на Обединетите нации и Универзалната декларација за човековите права е поради жртвите на Холокаустот, вклучувајќи ги и ромските жртви. Имаме официјално признавање на ромскиот геноцид, кој до сега само Германија и Полска го имаат признаено. А мислам дека и Албанија како држава ќе се придружи кон тоа. Ние не можеме да прифатиме дека лекцијата од Холокаустот се уште не е научена. Ние не можеме да прифатиме да бидеме отпишени од историјата, затоа што историјата не се повторува. Денес во 21. век
и понатака остануваат стереотипи и предрасуди кои се еднакви на расна дискриминација. Ова денешно колективно лудило потребно е да престане. Европската унија и институциите треба да превземат сериозни акции против прекламирање на национал-десничарска политика и расна нетрпеливост. Почитувани присутни, мене ми е јасно дека долгите говори на вакви настани, од ваквите говори ромскиот народ е исцрпен, но ние сме исцрпени од долгото чекање да престане дискриминацијата врз нас. Медиумите и оваа година беа фокусирани на дневно политички настани на 2 август и на национализмот кој што беше прокламиран од некои групи, но за жал од страна на млади и недоволно едуцирани луѓе. На 2 август, освен на социјалните медиуми, скоро и да немаше регистрирана информација за геноцидот извршен врз ромите во Втората светска војна. Ние во иднина планираме овој настан да го етаблираме во системот не само заради сеќавање на злосторството што е извршено врз ромите, туку и заради јакнење на иднината на младите кои треба да продолжат да се борат за своите права. Затоа јас како министер и председател на ПЦЕР, кој е национален партнер на владачката коалиција, ќе направиме обиди ромското прашање да стане дел од високата агенда на оваа наша влада. И покрај нашите желби и заложби, можеби нема многу да промениме, но сметаме дека многумина ќе разбудиме. И сосема на крајот, во име на владата на Република Македонија, сакам да ви се заблагодарам на сите кои сте присутни денес, кои ја препознавате важноста за одбележувањето на еден ваков голем ден, на кој треба да се присетиме и да им одадеме почит на ромите жртви од Холокаустот за време на Втората светска војна. Благодарам. Благодарам, господин министер. Само кратка информација да ви најавам дека имате превод и на ромски и на англиски јазик. Благодарам. А сега, дами и господа, го повикувам господинот Силхан Саитов, програм менеджер во Сдруженијето на Рома Верзитас Македонија. Благодарам. Почитувани министри, заменици министри, пратеници, представници на дипломатски мисии, локални самоуправи, меѓународни организации, фондации, Сдруженија на граѓани, соднародници, дами и господа. Ромите ги идентификуваме како целосно примитивен народ на етничко потекло, чија ментална ретардација ги прави неспособни за вистинска социјална адаптација. Ова беше изјава на доктор Роберт Ритер од Истражувачкиот институт за расна хигиена, креиран од страна на нацистите, каде што се бараа начини за дехуманизација и оправдување на убиствата на 6 милиони евреи, 1,5 милион роми, припадници на ЛГБТ заедницата, јеховени сведоци, полски, руски војници, лица со попреченост и останати. Поларизацијата на општеството во тој период доведе до тоа ромите да бидат гледани и третирани како инфериорна крв, асоцијални, нечисти, ѓубре и општествена закана. Прифатените декрети и закони кои директно ги таргетирале ромите во тој период ја запрзаа дехуманизацијата и општествената прифатеност на елиминацијата на оваа група како целна група од страна на нацистите. Почитувани, неодамна бевме сведоци на вакви изјави кои потикнуваат не само говор на омраза во Македонија, туку и поларизација и делби на наши и ваши во општеството, во моменти кога сме си потребни најмногу едни на други, во моменти на солидарност. Неодамна имаше изјави како што се молат ромите да не прават цигански работи од наши познати политичари. Или циганите, поради некоја политичка или не знам каква коректност нарекувани роми, као со тоа нивните злодела да добиваат легитимитет или нивниот живот на квалитет. Изјава од една позната јавна личност. Застрашувачки во сето ова е што најдуваме на поддршка и одобрување на таквите изјави од страна на граѓаните. И имаше еден коментар на социјалните мрежи кој што вели: се е тоа да собереш у еден огромен лонец и сапун да направиш од нив. Изјава која што е шокантна
за една мултикултурна, мултиетничка земја, каква што е Република Македонија. Денес сме сведоци на насилства, убиства, уништување на домови, палење на детски домови, цркви, кампови во Украина, депортирање на роми, уништување на живеалишта, омраза, расизам на одредени луѓе кон ромите во Италија. Емпатијата и солидарноста кон ромите, за жал, недостасувале додека се вршил геноцидот. А за жал, можеби, недостасуваат и денес. Затоа, денешната комеморација треба да ни служи како предупредувачки сигнал, да ни покаже како човечка активност или неактивност, нетрпеливост, говор на омраза, насилство, нетолеранција можат да доведат до настани кои што се навистина страшни. Причините за комеморација на 2 август, денот на геноцидот врз ромите од Втората светска војна, се очигледни кога ќе разгледаме која беше природата и обемот на кривичните дела и кога ќе се ставиме во позиција на жртвите, во позиција на оној чие семејство доживеало огромна злоупотреба и голема неправда. Признавањето на историскиот факт на геноцидот на ромите, што се случи за време на Втората светска војна, и комеморацијата на овој настан, ја нагласува човечката потреба, злосторствата од минатото да добијат признание поради неправдата и затоа што минатата неправда често влијае на нашите сегашни можности. Во Австрија, Албанија, Германија, Украина, Унгарија, Франција, Србија, Хрватска и многу други европски земји, ромите се официјално спомнати и признати како жртви на геноцидот. Во Македонија инициран е процес за признавање и очекувам дека парламентот на Република Македонија ќе следи праксата на многуте европски земји. Велат, патот до Аушвиц е направен од омраза, а поплочен со рамнодушност. Индиферентноста на останатите луѓе им помогна на нацистите во тој период. А сега живееме во време каде што поделбите меѓу нас се подлабоки, а емпатијата и солидарноста одамна ги загубија своите домови. Ромите како народ стана Диоген во своето време, барајќи честни луѓе кои што ќе ја прифатат нивната колоритност и придонес во општеството, но и разумни луѓе кои што ќе признаваат дека третманот кон ромите не е третман достоен за човек, односно луѓе кои што се дел од 21. век. Ова признавање на вековното угнетување на ромите, кулминирајќи во геноцид, ќе помогне за надминување на минатите рани и да помогне на Европа да изгради заедничка подобра иднина. Дури со признавањето и комеморацијата на страдањата на ромите, мали се придобивките за ромите или општеството, ако се сеќаваме на нивното страдање само еден ден, секоја година, а потоа забораваме повторно секој нареден ден. Штетата нанесена на поединци и на роми како народ никогаш не може да се избриши. Сепак, со признавањето на болката и осудување на акциите кои што ја предизвикаа, општеството може да обезбедат некоја утеха, некој уверување дека таквите акции нема да се повторат. Комеморацијата на геноцидот на ромите мора да биде повеќе од еден символичен настан. Само еден ден секоја година. Досегашното искуство во Република Македонија во однос на комеморацијата на овој ден покажува дека Министерството без ресор задолжен за имплементација на стратегијата и граѓанските здруженија неодамна започнаа активности кои секоја година го комеморираат овој ден. Но, да не застанеме тука. Македонското општество има одговорност да го напреди својот однос кон геноцидот врз ромите. Парламентот на Република Македонија верувам дека во релативна иднина ќе го признава историскиот факт на геноцидот на ромите што се случи за време на Втората светска војна. Владата и министерствата верувам дека ќе го напредат начинот на организирање на комеморативни настани со понудување на поддршка за оние кои биле погодени од страшно кривично дело во минатото, со чувствителност, емпатија и солидарност кон ромите. Министерството за образование и наука верувам ќе иницира интегрирање на наставни содржини за историскиот геноцид врз ромите. Министерството за култура верувам ќе иницира поставување на споменик на ромите жртви на Холокаустот и изградба на меморијален центар за геноцидот врз ромите. Нашите деца мора да дознаат што се случило на милион евреи, роми и останати групи за време на Втората светска војна, а со тоа не се добива само со еден пасус. Потребна е едукација на населението.
Потребни се работилници, предавање од стручни говорници, конференции, јавни настани, посета на поранешни концентрациони логори, места на депортација и многу други активности. Од друга страна, треба да бидеме свесни дека едукацијата оди заедно со градење на разбирање на тој период од историјата. А тој период не е само датуми и бројки, туку состојби и политики за кои што младите треба да бидат свесни и да ги препознаваат во нашите општества, за да можат навремено да реагираат и да спречат такви катастрофи. Почитувани, повикувам на емпатија и солидарност од страна на институциите во оваа наша заедничка борба и заедничка работа, за никогаш да не се повтори и никогаш да не се заборави. Можеме да простиме, но не и да забораваме. Опре Рома. Благодарам, господин Саитов. А сега, драги гости, имам чест и задоволство да го поканам господинот Срđan Ahmet, експерт и обучувач за Холокаустот и геноцидот на ромите за време на 2 август. Почитувани гости, дами и господа, представници на владата, представници на локалната самоуправа, министри, заменик министри, пратеник на Собранието на Република Македонија, медиуми, пријатели, гости, добро дојдовте на комеморација на денот на Холокаустот на ромите, кој што е направен за време на Втората светска војна, кој што го одбележуваме на 6 на август 2018 година. Во овој дел кој што е поминат, благодарам на министрот за поддршката, благодарам на Силхан за сите истакнати насоки за белешки кои што сите држат место. Морам да признам дека во Република Македонија, откако е новата политичка структура поставена, веќе 2 година поред Република Македонија го одбележува и дава поддршка владата на Република Македонија денот на Холокаустот на ромите, за разлика од предходните 15 години во кои што живееме. Јас имам задача денеска во неколку минути да низ фотографии да поминам низ она заедно со вас ништо поминале ромите и синтите во текот на Втората светска војна, односно пред Втората светска војна, потоа за време на Втората светска војна, каде што се клучни информации. Оваа тема е обсежна и има многу за кажување, многу за предавање, многу за дискутирање. Она што успеав да направиме само на неколку слайда да ги добиеме или да ги разменам со вас клучните податоци од тој период. Она што се случи за време на Втората светска војна сепак не беше германски геноцид и не е само една земја виновна. Тоа е европски геноцид кој што е направен на територија на Европа врз сите тие категории на луѓе кои што веќе беа спомнати. Јас ќе зборам за ромите и синтите. Пред Втората светска војна ромите и синтите ја имаа својата положба во општеството и во средината во која што живеа. Беа познати музичари, беа познати занајдници, работеа во државната администрација, работеа во предпријатија и живеа сите нормално како сите други. Заедно со евреите и сите други категории кои што беа таргетирани од неонацистичката идеологија во тој период. Ова тука што го гледате боксерот, тоа е Џон Тролман, познат светски првак германски синто боксер. Икона која што го одбележува времето на светското првенство и времето на боксот во Германија, но он беше синти. Сите негови медали, сите негови трофеи кои што беа добиени со знамето на Германија не важеа веднаш од донесување на Нурнбергските закони. Тој повеќе не беше шампион, тој повеќе не беше човек, тој беше само синти циган. Понатаму, целата приказна започнува со пропаганда. Неофашистичката идеологија имаше осмислен план и една добар сет на пиар, што ги нарекувале ние денеска активности, кој што беше една голема машинерија на пропаганда кој што ги хранеа луѓето во Австрија и во Германија на територија во кој што они имаат допирни точки, дека германците, односно таа нација која што се согласува со расистичката идеологија е најаката нација. Таа е насилната нација, таа треба да владее со светот. Таа е чистата нација со чиста крв. Германците треба да бидат оние кои што ќе владеат со светот. Сето друго треба да биде отфрлено, исчистено и да не постои повеќе.
Таа пропаганда со себе донесуваше голема омраза, имаше импликации на односот на луѓето кон ситите и ромите, кон евреите, кон луѓето со посебни потреби, кон хомосексуалците, кон Јеховите сведоци и така натаму. Тоа влијаеше премногу во односот на луѓето каде што живееа еден до друг до вчера, а каде што од утре веќе не се познаваа. Пропагандата со себе беше пропратена веќе од 1936 година започна регистрацијата и почетокот на прогонството. Нумберските закони кои беа донесени таму беа класифицирани синтите и ромите за прв пат во еден документ, посебно кои што беа процентирани дека тие се луѓе во кои што се ништовни и кои што не треба да постојат и се штета на човештвото. Беа изградени посебни структури во кои што врз основа на науката докажуваа, условно кажано, дека ромите не треба да постојат и синтите. До тогаш, од кога веќе излегува овие закони, ромите и синтите повеќе почнаа да ги губат својата положба во општеството. Почнуваат да ги губат сите документи, добиваат нови карти, кои што се викаат цигоњан карти, односно така наречени цигански карти. Во тие карти има евиденција кои се и како се и каде доаѓаат и само знакот З, дека е цигоња. За да може расистичката идеологија да го потврди тоа на светот, попратено со својата пропаганда дека ромите се ништовни, стварно не вредат, тие воопшто не се луѓе, доктор Роберт Ритер во 1936 година по наредба на Химлер нареди да се истражат во тој нацистички истражувачки центар, хигиенски центар, да се направат истражување на сите роми и синти кои што живеат на територијата на Вајмахот. Тоа е територија во која што владеа тогашната политичка структура. Направени се истражувања на повеќе од 6000 роми и синти во тој период колку што можеа да прават. Паралелно додека се одвива расистичката идеологија на другите територии во кои што има замав, ова паралелно се одвиваше. Ромите и синтите беа посебна група во кои што расистичката идеологија ги третираа како луѓе кои што не треба да постојат. Може ќе ја видите и девојката која што работи со Хитлер, со Роберт Ритер, се извинувам, ја нарекува Лоли Бал и чај Лоле Балаја, односно жената со црвената коса. Она го научила, таа бела стажантка на Роберт Ритер, Ева, во која што го научила ромскиот јазик, идела од село во село, од куќа во куќа, искористувајќи го тоа што ја познава и ја научила ромската култура да направи целосни истражувања на ромите. Како иде истражувањата, полека тоа даваше една оправданост, условно кажано, на оваа идеологија према светот дека ромите навистина не треба да постојат. Сто 20.000 роми и синти на оваа територија од 1935 до 1940 година беа прогонувани од своите домови. Тоа значи дека полека беа класифицирани, евидентирани и потоа ставени во гето. Нивната дехуманизација почнуваше полека да почне, биле ставени да робуваат и да работат во работни кампови. Почетните елементи на геноцидот веќе почнеа да се развиваат во оваа територија. Веќе од 1940 година започнува она што се нарекува и кој што веќе вие го спомнувате порајмосот, односно геноцидот, односно холокаустот кој што е направен за ромите. Ке видите по мојата презентација има клучно едно видео кое што е направено на интернационална, односно европска организација со седиште во Брисел. Таму ќе имате повеќе информации за камповите и за Аушвиц 1 и Аушвиц Бикернау 2. Овде ќе задржам само на клучните податоци. Она што се правеше и зашто се нарекува Холокауст, затоа што беше составено неколку делови. Масовните престрелки. Луѓето се убива, синтите и ромите, каде што ќе бидат најдени или па каде што ќе бидат собрани, беа убивани. На територија на Република Македонија, односно во територија на окупирана Република Македонија страна на бугарската власт, се водеа повеќе евиденции за убиени кучиња и мачиња на улица отколку за роми кои што беа најдени на улици и беа убивани. Фотографиите кои што ги гледате, едната од 1943 во Варшава, а другата е во 1941 направена во Шабат, Србија и од музеите во Белград. Тоа се луѓе кои што се стрелани на лице место каде што биле најдени или па масовни убиства. Одговорниот Харвард Тунер, кој што бил за административната администрацијата во Србија, во окупираната Србија, кажал дека Србија е единствената категорија која што одговорила правилно на прашањето на евреите и прашањето на циганите. Затоа што биле масовни истребувани на многу брз и ефикасен начин.
Тука на оваа територија само ќе додам дека биле вклучени гасните камиони, во кои што луѓето влага и ги става во камиони, во кои што беа доволно херметички затворени и со гас од самиот камион биле убивани. Понатаму покрај масовните престелки, она што го одликува е концентрационите кампови низ цела територија на Европа. Она што е најзаглавен и символ на смрт на Холокаустот е Аушвиц 1 и Аушвиц Бикернау 2. Ромите кои што биле убивани и употребувани биле најчесто сместени во Аушвиц 2. Ова што го гледате на сликата е последниот вагон кој што е дојде на оваа територија во Аушвиц Бикернау 2. На овој вагон 400 луѓе беа качувани, роми и синти. На овој вагон полот луѓето умираа по пат за да стигнат до местото каде што работата ќе ги ослободи. Арбахтен махт фрај. Така им било кажано. Таму кога пристигнуваа веќе беа распределени кој требало да работи, кој требало да биде употребен за експерименти, а кој требало да биде веднаш пратен на туширање, односно во гасните комори. Ова е цигоња лагер, така наречен, фамилиарниот камп во Бикернау 2. Ова е во зимно време, сликата е земена од документарниот центар за Синти и Рома Хајдеберг, Германија. Во овој дел беа сместени, наречен фамилиарен камп, бидејќи ромите и синте беа сместени во бараките во кои што ги гледате пред вас. Бараките во тој период изгледаа вака и напунети беа со повеќе со стотици луѓе, а беа предвидени само за 40. Луѓето беа сместувани во овие кревети што ги гледате од оваа страна по 10-20 луѓе во еден дел од креветот. Немаа право да излагаат и да ги вршат своите физиолошки потреби кога сакаат. Имаат во текот на денот само половина час тоа да го прават во една друга барака. Луѓето најчесто умираа во овие бараки поради болести и поради зарази кои се ги ширеа помеѓу нив. На едно место правеа се. Ова е местото каде што луѓето завршуваат директно од своите вагони во гасните комори. Употребен бил најотровниот и најопасен отвор, циклон Б, во кој што за неколку минути можел да одземе повеќе, една капка може да одземе повеќе од 40 животи. Луѓето беа претходно, земени се сите работи кои што ги поседуваа со себе, им било кажано дека ги праќаат на туширање и после тоа дека треба ќе земат својата работна облека и ќе продолжат да живеат и да работат во кампот за да можат да се слободени. Тие кои што отидоа на туширање повеќе не видоа бел ден. Тие луѓе завршија мртви. Ѕидот на смртта во Аушвиц 1. Ова е ѕидот каде што беа убиени повеќе од половина милион евреи, роми, синти, луѓе со посебни потреби, луѓе кои што треба да завршат многу поефикасен начин. Луѓе кои што сметаат дека треба бидат веднаш убиени. Овој ѕид се уште постои и е задржан во истата форма во која што било уште од времето на Втората светска војна. Крематориумите или печките. Свирепен начин во кој што се отсликува зборот Холокауст, односно горење на луѓето живи. Ова е начинот во кој што исто така биле елиминирани ромите и синтите. Вториот кој што го одвојувам покрај неколкуте кампови кои што ги видите на крајот колку се биле на територија на Европа е Равенсбург, концентрацијскиот камп во кој што бил само за жени, во кој што најголемиот процент 90% биле роми, синти, роми, жени и девојки, во кој што професорот доктор Клаунберг вршел на нив медицински испитувања и ги стерилизирал на секакви различни начини млади девојки и жени за да може да извлече медицински науки од тоа. Затоа не бил само доктор Менгеле, имало повеќе доктори во кои што се обавуваа својата условно кажано работа. Во овој камп покрај работната сила били употребувани за медицински експерименти. Медицинските експерименти најозоглавен е доктор Менгеле, кој што посебна му била неговата важност за близнаците роми. На територија на Германија и на Австрија во тој период тие роми синти кои што имале близнаци биле оставени да живеат во своите живеалишта, но биле стерилизирани жените, но биле дадени со услов нивните деца да бидат дадени на експерименти, во кои што ги земале на 3 дена, па потоа ги враќале назад. На 3 дена ги враќале назад. Многу судбини, многу стотици илјади деца, како евреи, така и роми и синти, завршиле на експериментите на доктор Менгеле. Поврзување на две тела, поврзување на близнаци, менјавање на рожници, така натаму. Ужасни експерименти.
Геноцидот и холокаустот на ромите во Европа. Затоа е европски, не е една држава, не е еден народ, не е само Хитлер. Он тоа го започна, но сите други тоа го поддржаа и тоа го правеа. Како што може да видите, на територија на Европа имало 16 работни кампови, 12 концентрацијски кампови, кампови за истребување и 5 масакри, односно места каде што масовно се убивале, имало гробници на луѓе во кои што на лице место се убивале и се закупувале. На територија на цела Европа. Она што го гледате од страните државата, како Дојчланд, како Германија, Словачка, Германија, Чешки и така натаму. Овие места се уште постојат, 90% од нив постојат и само постојат за да не посетат на минатото, дека не треба да го забораваме. На овие места, согласно истражувањето во Универзитетот во Колумбија во 2011 година, направени се процените се следни на бројки на луѓе кои што биле официјално убиени по тие документи кои што биле најдени. Првата графа ви покажува пред геноцидот која била популацијата на ромите на територија на Европа, а потоа е смртта, односно на убиените роми и синти за време на Втората светска војна. Она што може да го видите од процентите понатаму за државите во кои што се тука наброени е бројот 285 и 650 илјади роми се официјалните бројки или документи кои што биле најдени. Но она што денеска постои во повеќе истражувачки кругови и луѓе, експерти, доктори на науки кои се занимаваат со оваа бројка, кажуваат дека се уште се работи, бројката се уште се покачува и поминува повеќе од пола милион луѓе. Ви благодарам. Ова беше на кратко за тоа зашто сме денеска тука. Благодарам, господине Амет. Благодарам. Почитувани гости, во следните 10 минути ќе имате можност да проследите видео проекција на Европската ромска информативна канцеларија ЕРИО, направен ноември 2012. Благодарам. Дами и господа, а сега го повикувам Асип Зекир, представник на студентите, кој ќе ви изрецитира поезија на Ратвале Асва. Ратвале Асва. Андевеша, бизопани, бизијак, тајбарибок, Котешајо чавете совен, на не чера, на штите тарај јак ракјате. Дивеске одумани шајте хајловено германцоe. Сарте дживдинопе чавенцар и вендеске кошудро. Сареси пирнанге. Канаманглете мударенамен, авго овачи вгеамен зореате ке работи. Германцо авоте ди келамен. Симан билаче хаберија туменги. Мангенате мударен тумен. Мава керникаски. Хемесиум кало романо. Јека кратеа чачутно. Одевелте ракјотумен ки кали веш. Вакириндора кала лафија. Овден јамен ангали. Дуј Трин, диве бизо хабе, саре джана косовибе во кале, наштите совен, дикене черенен, одевла, ко борси ва чоте дживдине, о германцоја, нанете му кенамен. Ах ту ми тикни черени, у пријавинате ту си амбари, Корија регеманцон,
Хемин ленгири годи. Нашалкер ленгородром. Те шао яудие хеморома те дживдинен. Канавено бари венда. Сока керел и романи джувли етикне чавея. Коте каракел шея. Салде парталия ачовена. Е клендар мангела темерел. Кони на джанела салде обадал. Салде илен шунена маро ровип. Каскере ака дикле. Каскере ака дикле амен сар душмания. Каскере муя денгямен арман. Ма шунен олен девва. Шуна мен. Шудри рат али. И пури романи джули ва кергя. Ек романи парамис. Галбену ивент ка авел. Ив. Сартикне черина мен. Ка учарелен и пув. Евастен. Окалея кяка пахонен. Теовиле камерен. Одобор буд и впело. Сучаргя одром. Шай салдете дикелпе е туде скоро ром ко бадал. Ке савки пахомали рат. Ек тикни чай мерела. Тай паоштар диве и дай парунела лакуив. Штаре тикне муршен чавен. Камея. Бизотуте. Дик саро тикне рома. Мерена шудрестар. Ани бари веш. Ек фар. Кере. Очон тердило паши пенджерка. Намукляман те совав. Каек джено дикля Андре. Пучлюм Косио Дорик. Путере удар Калие Романие Мирие. Диклум ваче терне яудикане ракля. Савити на нева сине тарошил. Родела сине хабе. Безехасиян тикние Мирие. Денгюм ваке маро. Одовасо синеман е гат. Осодо и бистергям кај надура катар, а ракела сине и полиција. Нума на алео доја рат. Сао пакша рунгинена пеамаре чавенге. Обилаче мануша ошулавне мате мударенлен. Ах, Язио, ми би бахтали бахт. Оив пело туосаро патра. Чинавгя маре дромен. Одобор пароив парунгя маре роте. Валяни синете уджарел пес одром. Цидиндор евордонен палаво граста. Кобор буд би бахтали пат хайбок. Кобор буд мазуни пат хайдрома. Кобор буд зорале бара пусавгя маре пире. Кобор буд куршумия уирандиле паша маре кана. Автори Папуша Бронислава Вайс. Ромален те на бистра, тај те на повторин опис. Опре Рома. А сега го повикувам студентот Надир Усейн со поезијата Месем Јад Вашем. Mesem Yad Vashem. Rat tai praho menaya. Pemor palme anava.
Mesem Yad Vashem, Jak Halem, Taipuf Bilem, an Auschwitz Memulem. Mesem Yad Vashem, Pe Kokala Mesutem, Biakhengo Achilem, an Treblinka Memulem. Mesem Yad Vashem, Ratesa Manu Chardem, Bimărceacu Achilem, an Buchenwald Memulem. Mesem Yad Vashem, Jasvența Mehiv Handem, Cricosa Trușucherdem, an Dachau Memulem. Mesem Yad Vashem, Rat Tai Praho Menaya, Pe Morpalme Anava. Mesem Yad Vashem, Saso Sasman Hasardem, an Bergen Belsen Memulem. Mesem Yad Vashem, Binavesko, Bilavesko Achilem, an Ravensburg Memulem. Mesem Yad Vashem, Kai Mesema ni Janglem, Janavnuma Kai Mulem. Mesem Yad Vashem, Цериpe Puv Perade, an Kalipe Man Pangle, an Lubilno Memulem. Mesem Yad Vashem, Morper Parade, an Ma Chave Chinde, an Yasenovco Memulem. Mesem Yad Vashem, Rat Tai Praho Menaya, Pe Morpalme Anava. Mesem Yad Vashem, Semas Kate, Semas Kote, Pe Kale Ratvale Rote, Praho Tai Puv Kerdilem. Mesem Yad Vashem, Sasman Ilo Romano, Sarom Mesem Mudardo. Mesem Yad Vashem, Rat Tai Praho Menaya, Pe Morpalme Anava. Mesem Yad Vashem, Jikai Boldelpe Puv, Ni Hasalova Tuv. Mesem Yad Vashem, Jikai Khamka Pirel, Yad Vashem Siteovel. Mesem Yad Vashem, Jikai Odel Delovela, o Auschwitz Nibistrela. Autori Rajko Đurić. Почитувани гости, на соодветен достојден начин ја затворам ова комеморација пред се. Да му се заблагодариме на господинот директор Горан Садикарио, директор на Мемориален центар на Холокаустот на евреите, кој што ни овозможи денешниот манифест да го проследиме од тука. По ова сакам да ви информирам дека ќе следи излагање надвор пред дворот. Ќе се пуштат балони за сеќавање на 2 август, за да не се повтори. Мора да имаме доле, да знаеш. Таја дигаш и оттаму не се да се наредиме сите од тој камер, од тој споменик до клупава. Да се гледаме сите, ќе направиме слика од напред. Од таму ќе не сликаат. Имаме балоните за загинатите жртви. Слава им! 3, 4, упре Рома! Упре Рома!